Време е за првиот разговор во утринската програма Македонија наутро. Добро утро и велам на Јана Зенговска од првата детска амбасада Меѓаш. Јана, добро утро и добро ни дојде. Добро утро и добро ве најдов. Така, ќе зборуваме за дел од активностите на детската амбасада Меѓаши, но претходно ќе зборуваме за програмата за партнерство за помирување во Европа, односно во образованието во Европа. Нешто повеќе околу тоа ќе не кажеш ти. Така, тоа станува збор за регионален проект. Целосното име партнерство за помирување преку ран, детски развој и образование во Европа. Покрај Република Македонија, во овој проект се вклучени Србија, Хрватска, Албанија, Косово и со инструкција од Северна Ирска. Првата детска амбасада Меѓаши е координатор за Република Македонија за овој регионален проект и ние сме дел од ова ПРЕД-СД скратено мрежата. Така, може ли да ни кажете зашто точно станува збор, што опфаќа оваа програма и... Така, ова е долгогодишно обсежна програма, која што опфаќа повеќе компоненти, поточно 5 компоненти. Првата компонента е квалитет на менеджмент, вклучувајќи го и со стандардот 9001. Потоа имаме компонента за мониторирање на состојбата не само со правата на децата, туку на состојбата со мирот, помирувањето, начинот на комуникација на децата во предучилишното образование, поточно во градинката. Има компонента за алатки, поточно имплементација и пилотирање на овие прирачници, два за кои што ќе збориме подоцна. Има компонента за застапување и лобирање и има компонента за истражување со цел да се добијат соодветни квалитетни статистички методолошки податоци, за да можеме да знаеме во која насока треба да одиме и што е најнеопходно за нашата територија со цел да го земеме во предвид најдобриот интерес на детето и да го подобриме квалитетот на предучилишното образование, едукацијата на наставниците, да се разработат стратегии, да бидеме, целта на проектот е да бидеме во соработка со сите релевантни чинители, значително и државните институции и сите заеднички да работиме во насока за подобрување на оние стратегии кои што го фаќаат раниот детски развој. Не би сакале да речеме дека досега не се работело, меѓутоа секогаш има простор за подобрување, секогаш има простор за насочување и секогаш има простор да ги земеме во предвид сите оние фактори и искуства и од регионот и наши искуства овдека со цел да направиме нешто кое што е поново и поквалитетно и попотребно за децата во овој даден момент. Така, вие действувате во училиштата пред се да се анулира оние предрасуди кои што постојат и врз основа на етничка припадност, врз пол, врз инвалидитет. На кој начин тоа го правите? Така, оваа програма ги упфаќа раниот детски развој, подоцна децата во градинките на возрастната група од 3 до 5 години, значи сме насочени на работа. Веќе се имплементира прирачникот кој што вие го држите, се вика ги почитуваме различностите. Тој е од Дарко Бутирац и Зринко Стоговиќ, хрватски автори. Морам да напоменам дека и двата прирачника кои што се одобрени од Министерството за труд и социјална политика и одобрени се од Бирото за развој на образование како едукативно четиво кое што е во ред да го користат воспитувачите и стручните соработници во градинките. Се работи на повеќе нивоа, на етнички разлики, социјален статус, деца со инклузија на деца со посебни образовни потреби, различности по однос на националности, боја на кожа и така натаму. Градењето на мирот, надминувањето на стереотипите почнува од раната возраст. Доколку ние превенираме, насочуваме од раната возраст како најважен развоен период во човекот, во тој случај делуваме општествено и глобално на подолгорочно ниво и создаваме една генерација која што полесно ќе може да се справи со најразлични манипулации, притисоци и да ги прифати различностите и да изгради еден честен однос кон себе и кон другите кои што се поразлични од нас, бидејќи сите сме различни на некој специфичен начин и сите треба да се почитуваме за да можеме да работиме во насока на општо добро. Така, во прирачникот можев да забележам дека имате многу интересни игри кои што може да ги играат дечињата и на крај евалуацијско ливче. Колку овие прирачници во праксата се добри и се ефикасни? За овие прирачници да се имплементира, значи за двата прирачници се пилотираат во 4
првите градинки. Првиот прирачник ги почитуваме различностите, се пилотира во градинките во Дебар, во Берово, во градинката во аеродром Срничка, кој што има повеќе клонови, и во градинката во Команова. Воспитувачите има обука, првенствено од самите тие кои што го напишале вторите нови прирачник во Загреб, во Хрватска, и подоцна овдека во Македонија од страна на професор Лена Дамовска и професор Зора Јачкова има обука како да го имплементираат. Процесот понатака следеше дека на воспитувачите им се даваат анкетни листови за да се видат нивните ставови, сите ние имаме предрасуди, стереотипи и ставови, и на родителите, затоа што сметаме дека и воспитувачите пред се родителите и семејството како примарна клетка се многу важен чинител во целиот овој процес. Потребно е секој од родителите да ни даде согласност дека можеме да неговото дете да работи со оваа програма, да работат воспитувачите, и вршиме истражување, поточно интервју на децата и нагласено дека ние не мериме способности лични на децата, туку едноставно важно е нивното видување во однос на различностите. И би можела да кажам дека децата не ги перцепираат различностите, тие ги прифаќаат широкоградно, сите, со сите сакаат да играат, да делат и да споделуваат, и таквата добрина и честност која што се наоѓа во децата, широкоградност и широковидност, треба да ја задржиме и да се насочат понатака. Така, ќе се согласи со мене дека децата можеби се најголемите учители на родителите и на возрастните. Ме интересира освен тоа што спомена како ги перцепираат другарчињата со инвалидитет или со останатите различности, како го прифатија овој проект? Овој сега имплементацијата на проектот сега ќе почне од страна на воспитувачите, имаат посебен дидактички материјал. Во текот на неделата покрај активностите регуларни кои што си ги имаат во градинките, имаат картички, игри, сложувалки кои што треба да ги вметнат, што се однесува на овој прирачник кој што повеќе е насочен кон инклузија на децата со посебни образовни потреби. Додека другиот прирачник кој што е изготвен од Early Years, организација од Северна Ирска кој што долги години се занимава со раниот детски развој и меѓународен прирачник, представува принцип на работа. Воспитувачите во градинките во Охрид, Струмица, во Чает и Тетова нема потреба да имаат посебни часови и да спроведуваат работилници, туку во својот начин на работа и во своите активности треба да вметнат еден друг поинвентивен и креативен пристап. Досега го користеле, значи се работи со кукли, се работи со емоции, со препознавање на емоции, децата да можат да ги препознаат ке себе емоциите, за да можат да ги препознаат и ке другите. И на крајот ке 20 јуни предпоставуваме дека ќе направиме уште едно реинтервју со воспитувачите, родителите и децата, за да ги видиме ефектите кои што имаат имплементацијата на овие прирачници. Веруваме дека ќе имаат позитивни ефекти. Многу добро се прифатени од страна на воспитувачите, од директорите од градинките и од сите други кои што се занимаваат со оваа дејност. Главната цел на проектот да се продолжи. Овој сега трае до 30 ноември 2014 година, да се продолжи на уште 2 години, при што има можност да се изработи, можеби, можност да се, целта е да се изработи прирачник друг, кој што ќе биде според потребите на Република Македонија. Тоа ќе го покажат истражувањата и нормално во консултација со стручњаци кои што работат со деца и кои што главниот фокус на своето работење им е раниот детски развој. Така, само за на крајот разговорот, Јана, следни активности кои што се на првата детска амбасада меѓаши, кои што може да ги кажеме ете во кратки црти. Да, значи ние продолжуваме со работата за мировно образование, таа не работа со средните училишта. Потоа најверојатно имаме имплементација на проект за мониторирање на правата на децата, кој што веќе го спроведуваме 3 години. СОС телефонот продолжува со својата работа 0801 22 22, како и дневниот центар за деца кои што не се вклучени во редовен образовен процес. Сега за сега се тие активностите, ние понатака работиме во насока на заштита, главен фокус на заштита на правата на децата од секаков аспект и продолжуваат работа директните служби за помош и поддршка на децата, семејствата и сите оние кои што сметаат дека треба да се информираат. Така. Јана, ви благодарам што бевте дел од утринската програма Македонија наутро. Ви посакувам многу успех понатаму и со овој проект и со другите активности кои што ги има првата детска амбасада во светот меѓаши. Се гледаме во некоја наредна прилика. Се разбира, вие почитувани останете со нас, следува делот програма